Битола нема аеродром. Да отидете во градот на конзулите, ќе ја слушнете оваа реченица за која битолчани велат дека е мајтап од скопјани. И само што помисливме дека на Битола и недостасува само аеродром, шетајќи по Широксокак, јас и Иван сретнавме млади битолчани кои ни кажаа дека има потребно нешто друго. А тоа е... Сакаме скейт парк голем, убав, поголем така место за да можеме да скакаме. Така во Битола нема добар скейт парк, но има некои скейт спотови што можеме да ги совладаме и се трудиме да пронајдеме некои нови така. Треба убав скейт парк тука. Скопје има многу подобар скейт парк, ама тука не треба нов. Но сепак во 2013 година во Битола се изгради мини скейт парк кој е наменет за професионални скейтери за рекреација со скейтборд, ролери и велосипеди. Меѓутоа, овие момци, како и повеќето битолчани со кои разговаравме, ни кажаа дека ова место, кое е сместено во градскиот парк во Битола, па баш и не има функционално. Затоа сакаат ново и поголемо. Воспротивно одат по улица, каде постојано има автомобиле, или најчесто се собираат пред Народниот театар. Значи, овие момци своето слободно време го користат за оваа урбана култура – скейтбордање. Затоа ги прашавме од каде љубовта кон овој алтернативен спорт. Бев многу привлечен на скироли и првиот скирол беше многу мал и така со брат ми се учевме да возиме, тој сега се откажа и затоа се продолжи вака си возам. Другарите моите излегваа со скиролите и се решив јас да му се приклучам во возењето. Мене брат ме инспирира и ми го даде скиролот, првиот скирол и почнав да возам и после тоа си купив друг. Па да, се повредувам вчера, тројца паднавме поред. Па сами се учиме така, гледаме од интернет видеа и многу често паѓаме. Значи ние кога паѓаме се инспирираме едни со други дека со паѓањето се уште сме поупорни, сакаме да го совладаме нештото. Паѓањето нас не ни смета, баш ни инспирира за повеќе да возиме и поќе да се трудиме и сите меѓусебно си помагаме. Скейтот те учи кога ќе паднеш и пак кога ќе пробаш да ја направиш финтата, те учи никогаш да не се откажуваш во животот. Се до средината на минатиот век, скейтбордот се сметал за детска играчка. Ама тогаш се појавил Лери Стивенсон, творецот на оваа спортска дисциплина, кој прв почнал да произведува скейт опрема. На почетокот продал скейтбордови со вредност од 4 милиони долари, а потоа направил измена, односно задниот дел на скейтбордот го накривил нагоре. Денес има околу 12 милиони активни скейтери во светот. Во овој спорт се вртат неколку милиарди долари годишно. Да, добро слушнавте. Затоа овој спорт ќе се најде на Олимписките игри во Токио 2020 година.